Сакам да ве информирам дека денес по покана на обвинителството за организиран криминал, а по кривична прива на едно здружение битолско, кое што по моите сознание е мотивирано од една политичка партија, бев повикан да дадам исказ за изборот на председател Талат Џафери. Можам да ви кажам на вас истото тоа што му и го кажав и на господјата обвинителка, дека председателот на собранието Талат Џафери е избран на легален начин, на кој што на 27 април беше јасно изразена волјата на 61 пратеник. Имаше мнозинство во салата, со 61 глас беше избран и Талат Џафери е легитимен председател на собранието на Република Македонија. Нема никаков основ за процесуирање на оваа кривична пријава. Велам, предпоставам дека тоа битолско здружение по желбата на една политичка партија и поднела кривична пријава до обвинителството за организиран криминал. Ние се трудиме да ставиме на контакт за обвинителството, за да знаеме кој друг освен вас. Кривичната знаете, имате информации кој друг е следи. Кривичната пријава е до 67 пратеници и според моите информации, освен мене, председател Џафери и колегата пратеник Ферид Мухич до овој момент се повикани да дадат исказ. Предпоставам дека може би другите пратеници дополнително ќе бидат повикани, но убеден сум дека од сведочењето и на колегата Ферид Мухич и од моето и на председател Талат Џафери дека нашите аргументи ќе бидат доволни, предпоставам, за обвинителството да биде отфрлена оваа кривична пријава. Уште еднаш ќе повторам, Талат Џафери е избран согласно уставот, согласно деловникот, на легален начин и Талат Џафери е легитимен председател на собранието на Република Македонија. Дали обвинителство бараше од вас некои документи, нешто или снимки од Не, обвинителството бараше само да дадеме исказ, а било каква документација која што им е потребна може да ја добијат од службите во собранието. На нас не ни беше побарано такво нешто.